не ова, не ова, не ова, не ова. Она па ич. Ова е тоа. Најновиот автомобил од новата ера на Toyota. Toyota Corolla Hatchback плюс сега со 10 години гаранција. Кога ќе ја видиш, веднаш ти станува јасно дека последниот збор го имале дизајнерите. Храбар, динамичен изглед, стилска внатрешност. Она што не можеш да го видиш однадвор се чувствува при возењето и придонесува за неверојатно мазно и предвидливо управување. Тоа е поради новата TNGA платформа што ти овозможува многу добро ракување. Пловиш низ градот као ветреразвигорче. И така, дечки, значи јас сум водител и мора да ме слушате. Како не? Еве јас ќе пеам на Евровизија. Зошто мене не ме слушате? Ех ти, јас сум подобра. Зошто мене не ме слушате? Ајде не се расправајте, емисија е ова. Ќе биде добро за сите и има време секој се да си каже. Луѓе, малце нешто збунувачко. Приметувате дека секој звучи како некој друг? Леле да, како се случи ова? Чекај, што е ова? Еј, што е сега ова? Еј, чекај, има плей копче. Ај стисни да пробаме? Релаксирај се, сега следи разонота. Од дете на еден иде нова епизода. Земи кебе и уживај надвор, цивра е ладно. Направи чајче, прајни друштво, така е најприкладно. Денес има гости, кои ни се стари другари. Ако не дојдеа сега, ќе дојдеа во јануари. За една недела тие за Париз ќе одат. Ќе кренат секта свест и ќе не препородат. Да мислиме зелено, да пазиме планета. Резервна уште нема, а времето лета. Мора да бидеме зрели за сите области. Рециклирај и сортирај и ќе помогнеш и ти. И сакаме сите, и ги гледаме со мерак. Сите епизоди два пати, ако не претерам. Кога јас бев дете, ама и децата сега сакаат дајте музика, од тоа брате не се бега. А сега пред да дојдат дечките од Дајте музика, само една молба, ако може, се извинам, се знам дека ова малку е надворот се. Ѓоко, те молове, многу е жешко. Може малце само да намалиме климата. Каде е жешкото? Каде е жешкото, бе, кажувај? Чекај, господине Стојанче Ангелов, не ве очекуваме бидејќи повелете прво седнете и изјасни полека. се конкретно, сакаш и да ти испрскам со овој пепе апарат или на не? страна ве молам, на страна со тоа и повелете седнете. Така. Бидејќи е сепак опасно ова. Повелете. Мислам, не ве очекував од кај се овакви работи. Нигде не пишува овакво. Не се шегувај со вакви работи, бе. Господин Ангелов, жешко е во студиото. Кога работам во Центарот за управување со кризи, мене таква ми е должноста. Знам. Јас морам на секое запалено нешто да трчам, да спречам евентуален пожар. Смирете се, ве молам, окей. На најмала капка дожд, што сакав да речам, кога ќе се појави на мојот прозорец, јас трчам да спречам евентуална поплава. Напите се чајче, смирете се. Ај вака да ве прашам, окей се осеќате, добри сте? Да чукнам во керамида, добро е. Мислите да чукнете во дрво, препоставам? Тоа е фраза за таквите како тебе што немат служено војска. Јас имам служено војска и јас користам малку покомплицирани фрази. А знаеш ли, дечки ви од овие Green Forces, тоест тоа им е песната, дознав касно. Ама дајте музика, дечки ви, јас ги тренирав. Нема шанс. Ти викам. Не, што сте ги тренирали? Може да, ете да објавиме вака ова ексклузива, ја не не знаеш. Сега ќе кажам, ги тренирав како со глава да скршат керамида. Ве молам, вакви работи. Се шегувам, бе, жаре, бе, релаксирај се. Немајте ми се стварно да. Еј, човече. Веројатно не мислиш дека сум некој кој мали деца ќе учи да мават со глава во керамида. Да. Па не сум јас до толку тврдоглав, бе, жаре. Мислите, шега е пак, така? И тоа е шега, бе, жаре. Знам. Повторно не ме разбираш. Знам, браво. Па и тоа е шега. Демек тврда глава и тврдоглав, ме разбираш? Да, окей. Ајде да се вратиме на темата. Сега сте ги тренирале, викате децата. Окей, што на вистина сте ги тренирале? Па ги тренирав како со катана да сечат јаболко поставено на череп на жив човек и рачно-ножна координација. Господин, сепак се деца, веројатно пак да не е ова
Абе, релаксирај се, бе, жаре, Пака шега. Абе, многу се возбудуваш, бе. Многу се возбудуваш. Пак се зезаме, слушај, цела емисија ќе ни отиде дури да дознаеме што сте ги тренирале, ама ајде, тоа изгледа цела работа. Што е работа? Чекај, Вибрира нешто од вашето е? морам да одам. Ама зашто? Што се случува? Оти ми најавија дека некоја манекенка го запалила Инстаграм. Абе, ова пироманиве се се покреативни и покреативни, бе. Одите сигурно? Чао, жаре. Ај, испратете го, ве молам. И поздрав на сите. Чао. А сега време е за вестите од иднината, тука да ни ги презентира е Маријан Повели. Гледате лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 11.6.2044 година. Ова се вестите на денот. Македонија стана светска велесила според бројот на биткоини по глава на жител. Премиерот Елвис Бајрам им порача на останатите политичари да престанат да си копаат очите и да почнат да копаат биткоини. Предлог законот да се работи секој петок по 4 часа беше одбиен од државната администрација со образложение дека тие и онака секој ден работат по 2 часа. Долго очекуваниот концерт во салата Џани Алиовски на мега популарната фолк група Битолски рек беше прекинат бидејќи снема струја. А сега имаме гостин во вестите. Премиерот на Република Унгарија, господинот Никола Груевски. Господине Груевски, добра вечер. Добро вечер. Прв пат сте во Македонија после 20 на години, па морам да ве прашам како патувавте? Добро, дојдов со авион и можам да речем дека е многу подобро патувањето со авион отколку во гепек. Мала шега. Да. Проектот Будимпешта 2024 предизвика лавина реакции во јавноста во Унгарија. Опозицијата таму ве обвинува дека со барокни кич градби ја уништувате Будимпешта. Па кој е вашиот коментар? Војет, веднаш ќе ви одговорам. Се работи за странски патеници кои не му мислат добро на унгарскиот народ. Мене тој народ ме одбол, ме поставил за да фаам тоа што треба да е најдобро за него. И јас тоа и го фаам. Поедете со следното прашање. Еден од спомениците кои се поставени на плоштадот во Будимпешта е споменикот на Миле Јанакиевски. Зошто се одлучивте токму за Миле Јанакиевски? Повака, Миле Јанакиевски е многу значена личност за нашиот народ, бидејќи има многу нафарено за него, а посебно за мене. Покрај поставувањето на споменикот, предвидено е и елитна населба во центарот на Будимпешта, близу Лацистрит, и истоимената населба ќе биде крстена како Миле Јанакиевски. Така. Каква ќе биде населбата? Од затворен тип. Лидерот на најголемата опозицијска партија во Унгарија, господинот Виктор Орбан, веќе подолго време во Македонија, откако избега од Унгарија и побара политичка азил тука. Па што би му порачале? Па добро, јас би му порачал дека ниту еден човек не е поголем од правдата. Јас би му порачал да се врати и да си ја отслужи казната овдека во Унгарија и да не си играме со правдата, затоа што таа е најголема. Ви благодарам. Ви благодарам. Не е проблем. Ви благодарам. Тоа беше господинот Никола Груевски, премиерот на Република Унгарија, а вие гледавте лајме од иднината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
KFC. И идат празници, треба да виткаме сарми, да се купат поклони, а и плата касни веќе 2-3 недели. Газда вика ќе биде што си па не стрплив ти, а и го спојава нешто, многу си се опушти. Види злато колку добро ова ни стои, не го барај перо ќе те бијат малери, оди во Емкеш, пријатели без мана познати. 20 телефони се за тебе достапни, аплицирај си, освој не му ја мисли. Ембрс, најдобри, за среќна нова оди во Емкеш, аплицирај си. Празнична понуда од KFC. 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips и 2 помфрита за цена од само 399 денари. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам среќни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Ви ги представуваме Hisense телевизорите, милиарда уникатни бои со фантастична 4K резолуција и осветлување до 1000 нити. Живописни слики и детали кои ќе оживеат забавата пред вашите очи. Сето ова за помалку. Најнова технологија достапна за сите. Hisense. Ние во тимот на Девалт знаеме колку е важна флексибилноста и брзината на услугата за нашите клиенти. Затоа создадовме место каде што сите вие заинтересирани за Девалт батерискиот алат ќе можете брзо да ги добиете сите потребни информации во неколку чекори. Станува збор за Девалт Комбо Центар. Преземете ја работата во свој раце со Девалт. Купувањето стан е една од најважните одлуки за секое семејство. Ви треба дом со идеално распоредена квадратура, врвни градежни материјали и енергетски ефикасна градба која ќе овозможи значително пониски трошоци за живење. За да ги добиете сите овие работи, ви треба проверен партнер. Golden Art. Дом, не само стан. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирајте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С.
Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За зимскиот период ви го препорачуваме што? Зимски чај на Good Nature, нормално. Уникатна комбинација на билки со пријатен мирис и хармоничен вкус што ќе ве смири, релаксира, ќе ви исполни со топлина и ќе ви овозможи комплетно уживање во ладните зимски денови. Зимски чај од Good Nature. Во традиционалното печење нема друга поважна состојка од брашното. Може да имате 1001 тајна состојка, техника на месење, печење и што не, ама ако сгрешите кај брашното, ништо од вкусен леп на трпеза, кај моето брашно од Кадино нема грешка, едноставно е најдобро. Почнавте ли да се спремате за празниците? Горење, како и секогаш, знае да ви го понуди оно што најмногу ви треба, баш кога ви треба. За срекни празници, од денес започнува акцијата со намалени цени на фрижидери, замрзнувачи, машини за перење, за сушење, разни мали кујнски помошници што ќе ви ја направат подготовката на празничната трпеза лесна како песна. Видете си што има на mk.gorenje.com. mk.gorenje.com. На Junior Eurosong оваа година на 19 декември во Париз ќе не представуваат со песната Green Forces. Тука се дечките од Дајте музика, Миха, Стаси, Филип и Кики. Повелете. Ја ќе дојам од овде. Опа. Дали сме добри? Одлично. Се уште Netflix да си пуштиме. Мика, ајде да почнеме од тебе. 14 години вика учиш 11 октомври. Сакаш видеоигри, свириш пијано, омилен предмет ти е математика. Кој 14 годишен сака математика? Да, ретки се тие што сега математика. Што ти се допаѓа највеќе кај математика? Не знам, самото решавање, размислувањето, Најс. множење, делење, се тоа ме прави. Да, Значи сакаш да решаваш проблеми? Да. Си таков и во други работи, да речеме? Си проблем солвер? Па може да се рече. Кога има некаков не конфликт, сега не така до толку, ама така некое недоразбирање или нешто, се јавуваш како тој што е медиатор или не баш? Некогаш може. Некогаш може? Добро, супер. Стаси е до мене, Стаси учи исто така во 11 октомври. Како е да сте познати во во основно сепак вие сте баш онака селебрити, нели? Ќе оставам надала. Нема некоја разлика, но интересно, например, кога се разминуваме во ходници со помалите деца, како прво, второ, трето деление, и не познавате ни мафтата, и навистина е многу сладко. А чекај сега, кое оделение сте? Јас сум 8, Миха е 9. Така. Добро. Оде вика дека Пандев ти е омилен спортист, а за 10 години се гледаш како успешен адвокат. Мене тоа многу ми се допаѓа, тоа е многу зрело, знаеш, размислување од каде тоа љубовта кон адвокатура, право, едно друго, нешто тато, мама или нема врска? Па повеќе од мајка ми фатев, но не знам од секогаш тоа ме привлекувало. Значи би сакала да си одиш така нешто правно, средно, едно друго. Така нешто, да. Уште од сега би си знаела кај одиш. Добро, супер, те поддржувам да знаеш, убаво е тоа, одлично. Благодарам. Фичо, учиш во Киро Глигоров и ти вика сакаш математика, чудна работа, ама она што ми е интересно па кај тебе е дека сакаш да бидеш софтверски инженер. Да. Ја не знам што е тоа. Па, глеј, прво ќе кажам за математиката, едноставно ја сакам како Мика што кажа, али, ева, чичко ме мучи да програмирам и ми треба нели математиката. А ова многу сакам да работам на компјутери, затоа. Учиш код уште од сега? Да, бе. Да, така, знаеш да како се вика тоа, искодираш, испрограмираш? Како е правиот збор? Кодирање. Добро. Имаш нешто направено? Имам некој базично нешто, основно? Добро. И сакаш да се надоградиш, значи тоа е тоа. Да. Добро. Значи ти ќе биде следниот, не знам кој е најпознатиот програмер во историјата, кој е нешто тоа не знам јас. Ајде батали го ништо, одиме понатаму. Кики учи во Нова и таа си има омилен предмет природни науки, ама мене многу ми се допаѓа една работа што за 10 години исто нели како што вака ве прашавме. Другите ти сакаш да бидеш специјалист за комуникација. Тоа е одлично. Да. Тоа е супер. Да, па сестра ми, мајка ми имаат отидено во тој правец и затоа мислам од нив земав малку инспирација, ама многу е интересно бидејќи на пример
ги изучуваш како можеш убаво да комуницираш, мислам, како да... Повеќе би сакала да работиш со брендови или со индивидуалци? Пример, да водиш PR и комуникации за индивидуалци или за корпорации, за фирми, за едно друго? Па, да бидам искрена, не сум сигурна. Мислам дека би било интересно за индивидуалци? Не сум сигурна, не сум сигурна. Попредизвикувачки мислам дека кога баш за еден човек треба да го... Да, бидејќи, например, ако го изучиш тој човек и неговата публика и се, ќе можеш подобро да... На еден начин да го продадеш како производ, да го засакаат. Да, ама, например, ако голема фирма, може би има повеќе и затоа. Мислам дека било. Кога ќе заврши со тие работи, мислам дека до тогаш ќе ми треба и мене некој на испомош, така да ќе те земам да ми помагаш мене. Супер. Договорено? Да. Ветено. Ле, си добив експерт. Ајде вака сега. Четворицата ве знаеме, дајте музика. Дали вие се знаевте претходно или не? Не. Кога почнувате и приватно да се дружите? После колку време онака се повеќе и повеќе? Или од старт? Од старт почнавме многу лесно се вклопивме едни со други, веднаш почнавме да се дружиме и после снимање се друживме, бидејќи накнадно снимавме и спотови и таму дружбата ни отиде на сосема нов левел. Точно. А која ви беше најомилена активност после снимање? Знаеш, што правите после снимање? Дали сакате повеќе да одмарате или сте активни и одите поимено на пица, на нешто на... Не знам. Кога како? Кога како? Зависи на снимањето и колку напорно било тоа. А знае да е напорно. Да, сам секој снимање знае да е напорно. Но и самата дружба меѓу нас не е релаксирачки. И дава мотивација. Не дава мотивација само да бидеме поопуштени. Тоа е добро, супер. Која беше првата епизода, дајте музика, ви текнува? Што беше приказката таму? Првата беше пронаѓањето на Старо Мало. Тогаш го пронајдовме Старо Мало и тогаш сите се вклопивме, памтам. Колку има снимано вкупно до сега? 90. Имаме 90 епизоди снимано. Тоа се 3 сезони. 90 епизоди. Тоа по колку трае да речеме една епизода? Една епизода 20 и нешто минути. Пола сат. Еве, да речеме 30 минути ако трае и сега 90 епизоди по 30 минути математичари. Колку се тоа? Делист. Ајде да видиме. Еве, повели, еве ти. Филип, ќе помагаш? Ајде да видиме тука едно, да видиме тензија. Ајде, колку часови сте снимиле? Значи 90 епизоди по 30 минути. Чекај. И да видиме. Крени тензијата сега. Смирена. Кажи кога ќе има речи готово, викни. Чека, провериме. Готово, добро. Што вика, колку минути? Читај го резултат. 1700 минути. Така е! Одлично. Сега, ако 2700 се окей. Добро. Ако, тоа, сега пази равенка ќе пуштам некоја. Ако 2700 е вкупно минути, колку луѓе го гледале спотот за Green Forces до сега? Имаме над пола милион views. Така? Да, Јас видов има баш повеќе. 700.000. Много сме горди. Нели? Да. И добро, имате представа од каде доаѓа, дали се тоа повеќе од Македонија? Да, така. Представувам, имаме предпоставка дека се од секаде од Европа. И сигурно се. Па можеби од светот. Да. Јас вака од што прашував еве од тимот, чисто и вас ќе ви кажам, значи најмногу од надвор од Македонија имало од Полска. Интересна работа. Да, и веројатно тоа е поради ова со Евровизијата, некоја промо веројатно се направило и од таму има најмногу. Потоа следи Шпанија. Да, интересно. Ќе видиме со гласовите како ќе испадне после, ама вака сега Шпанија, па потоа е Велика Британија и потоа е Америка. Многу интересна работа. Да, значи ве гледаат буквално од цел свет. Green Forces. Да, бадум тъс може тука да направи. Така. Сега. Не знам дали следите Евровизија од претходно. Да. Имаме правилно. Ние имаме една интересна идеја да направиме една како игричка. Ајде. И да направиме така наречен
Eurovision Challenge. Значи, ќе има прашање на кое што ќе одговарате сите четворица посебно. Значи, секој се надпреварува сам за себе. Така, пример. Сега. Ќе има прашање и тој што ќе одговори точно, ќе добива 100 поени. Тој што ќе биде втор по точност, а јас сум жири комисија, јас ќе одредувам. Ќе добива зашто 50 поени, а останатите двајца ќе добиваат по 0 и ќе видиме кој што ќе има најмногу. 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпош од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Тоа? Браво. Браво. И што правиме му, бе? Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Ова е, значи, квизот, само да видам како се викаше, Eurovision Song Challenge, а јас сум вашиот водител. Тука се надпреварувачите, почнувајќи од таму Стаси, Анастасија Џабирски, понатаму Филип Поповски го имаме, Кики Кристина Мукетова и Миха Гигов. Здраво, здраво, како се чувствувате? Одлично. одлично. Жири комисијата е во состав јас. Продолжуваме понатаму. Првото прашање, поврзано со Евровизија, е: кое е најдоброто место на кое Македонија се нашла на сениорска Евровизија? Пишете во вашите... Да, боже. Како одмаривна. Полека, добро, полека. Полека. Значи, бараме, само да потенцирам, бараме на кое место биле. Бројка бараме. Полека. Почнуваме вака, полека почнуваме од Миха, еден по еден. Миха, твојот одговор е? 7 место, Тамара Тодевска. 7 место, Кики? Тамара Тодевска 7 место 2019. Филип? Тамара Тодевска 7 место 305 бода. 305 бода. Ау, чекај, ова веќе станува посериозно. Стаси? Тамара Тодевска со песната Proud 7 место, на семифиналот беше второ место, има 305 бода. Океј, ништо не знам. Сега ќе видиме кој е точното, да видиме точен одговор. 7 место! Сите добиваат по 100 бода. Одиме понатаму. Второ прашање. Кои беа први македонски представници на јуниорска Евровизија? Јас ке танцувам меѓу време. Добро, полека, не кревајте раце, сите одиме. Добро, ајде. Аман. Како во училиште ме правите да се осеќам како наставник да сум. Наставник по физичко. Дали сме готови? Да. Океј, добро. Одиме еден по еден, почнувајќи пак од Миха ќе почнеме. Значи, кои беа првите македонски представници на Јуниор Евросонг? Македонски. Добро, ја мислам дека се Марија и Викторија Лоба. Марија и Викторија Лоба и не ти текнува на презимето, тоа ќе го земам во предвид. Марија на А беше, Марија на А, или Атанасовска и Викторија Лоба 2003 и завршија 12-та. Значи Марија на А. Добро, полек. Кој ти? Дали ти е конечен одговор? Ти се молам, тече време. Дополнителни. Не знам место. Па ја мислам дека беше Викторија и Марија, ја мислам. Ама не знам Добро, дали беше. во ред. И Стаси? Јас сум напишала Викторија и Марија. Викторија и Марија. Исто така, 2003. Добро, океј, да го видиме. Вистинскиот одговор. Марија Арцовска и Викторија Лоба. Ја мислам сите во 50 Јас го погодив и презимето. Ве молам, оставете го жири комисијата, оставете за да се изјасне. Значи вака, мислам дека 100 ќе треба да добијат Миха и Кики, мислам дека. Што? Да, а по 50 ќе добијат Фичо и Стаси. Погодија на А. Се зезам, сите постојмат. Сите имаат по 100. Ова беше само една шега од жири комисијата. Продолжуваме понатаму. Ајде. Чекај да видиме да смениме лист. Вели вака. Во историјата на Јуниор Евросонг, Да. значи во целата историја, дури 8 пати
имаме завршено како Македонија на 12-то место. Дали е вистина или не, тоа е прашањето. Само пишете да или не. Да, може да кажем прво. Полека, добро. Абе, полека. Оставиме малку јас да играм. Значи вака, мислам дека сите имате дава како што гледам. Да. Ајде да кажи ти. Значи, јас сам вака кажем. Дека од вкупно 15 пати, 8 пати сме биле 12-то место, најдобро место ни било 5-то место. Да. А најлошо место ни било 17. Значи, како ја знам? Подготвени. Некој тебе ти ги кажува прашања. Не. Ако е точно, 1000 поени ќе добиеш. Може, ајде. Да видиме вака, да видиме полека. Вистинскиот одговор е вистина! Сите имаат точни. Не знам кој ќе победи во оваа игра бидејќи сите точно одговараат. Одиме понатаму. Калиопи 2 пати беше представник на Македонија на Евровизија. Технички 3 пати, ама тоа не ве интересира. 2 пати беше, 2 пати пееше. Кои беа годините? Пишете си и не давајте еден на друг да си гледате. Ова станува тешко веќе. Седма беше Каролина. Тешки прашања. Значи, кои беа годините во кои беше Калиопи 2 пати? Значи, полека. Значи, запишете си само запишете си и кажете која ќе запишете, а знаете што ќе правам во меѓу време. Јас ќе играм. Па тоа. 16-13. Да. Ги местиш? Паметен си. Дали имаме сите или немаме? Да. Полека, добро. Ја да кажем прво. Ајде вака. Кои беа годините во кои Калиопи беше представник? Одиме, ајде од Миха вака да го фаќаме цело време редот. 16 и 13. 2016, 2013. Така мислам јас. Добро. Кики? 2016 или 2013 или 12. А ова е точен квиз со точни одговори. Значи вака. Нема или. Има или. Не, нема. Ајде, одлучи се за едно. Ајде. 2 и која? Кажи 2013. 13 и 2 и 2013 и 2016? Да. Добро, готово, окей. Фичо? Не знам. Одговорот е не знам? Ми се добаја твојот одговор, окей? Стаси? Пишав не знам, но се присетив 2016-та. Мислев 2003-та, но сите викаат 13-та, така да 13-та. 2003 беше Така, нека ви. 13-та. Да не се наговорила. Да сме на сигурно. 13-та. 2003 беше Каролина. Бато. Но 2016-та е сигурно. 2016-та е сигурно. Бато. Окей. Вака. Калиопи, 2 години во кои беше наш представник се 2012 и 2016. Како 12? За малку. Не, може сега да го смирам одговор. Не, добиваш 50. Не Добиваш се 50. Ти нула добиваш. А за 2016-та? А за 16-та? Управо сте. Сите добивате по 17 поени. Така ве пишуваме сите по 17 поени. Одиме понатаму. Следно прашање. И Каролина беше 2 пати. Да. Кој е сопруг на Калиопи? Не. И Каролина беше 2 пати. Во 2002 и 2007, вистина или не? Значи, прашањето е дали... Не, кажува и спиши си го. Значи, дали Каролина беше 2002 и 2007, вистина или не? Значи, 2002 и 2007... А 2007? Само пишете да или не и чувајте за себе. Па 2007, значи тоа е, да. Опа! Тешко прашање. Не, да. Кој ќе ги лапне по ените? Значи, окей. А ние знаеме, ние, пример, да имаме наш одговор. Ки имаме наш одговор. Ја мислам дека е да. Ајде. Аз мислам дека е. Окей, да ги видиме одговорите. Миха, твојот одговор, да или не? Па, мислам дека не. Твојот одговор е не. Кики? Не, во 2003 беше и 2007. Да. Добро. Да. Да? Да? Па вајда, не знам. Добро, кул, да видиме. Не сме на чисто, но мислам не.
Не. Добро, значи сите имаме не, Фичо има да. Да видиме кој е вистинскиот одговор. Да! Вау! Фичо влегува во сериозна предност. 100 бода за него. 50 за другите. Како 50? 0? 50 дека 27 е по... Не, Убаво викаш, убаво викаш. Не. 25 за другите. Добро. Одиме понатаму. Уште два, значи само уште две прашања. Така да бидете тука сега фокусирани, Филип е во предност. Во 2000 година XXL заврши на 15-то место на Евровизија. Значи 15, позиција 15, окей? Колку поени има на крај на гласањето, нема шанси ако го знаеш ова. Пиши го и не кажувај. Пишавме. Не е точно. Значи колку поени има XXL на крајот на гласањето? Вчера што ги гледав. Ке ве оставам да размислувате, а во меѓувреме ке го подсетам. Што за да го подсетам. Ке го подсетам. Дали имате? Да, сите различни. Сите различни имате? Најс, хајде Стаси да почнуваме од тебе. Колку поени има XXL? 28. 28. Филип? 29. Кики? 26. Миха? Не сум дали 3 Ова шо бројка ти е? Не сум дали 3 или 9. 3 Па сега кажи 23 или 29. Ајде. Со Фичи ќе видам 29. Јас викам 26 или 23. Сега не може едно. Ама едно. Ке ти прифатиме, ајде, ке ти прифатиме. 26 или 23. Добро, ајде. Значи 29. Мене првично ме беше 26 или 23? 29. 28 или 25. Добро. 25. Добро, полека. Да видиме колку поени има XXL на вистина. 29! Сериозно се одалечува Филип веќе и ова е последното прашање. Океј, последно прашање. Кој е најдобриот резултат на Македонија на јуниорска Евровизија? Значи на кое место најдобро сме се класирале? Само место. Не, само место. На кое место? Напиши? Јас? Да. Пето место. Добро, ајде, пето место ти. Пето место е пратиме СМС и динг донг. Тоа се две различни места? Да, исто место имале. Два пати сме Една по друга година. Една по друга. Да, 2007 и 2008 пето место. Енциклопедиско знаење. Имаш нешто да додадеш? Па знам дека Бобија пееше СМС, Богандонов и не знам... Не беше Може да се спакуваме и да си одиме. Јас само ќе кажам дека ако испадне пето место дека е стварно одговоров, ќе имаме на крај едно последно бонус прашање. Да видиме дали е пето место? Пето место два пати. Вау! И последно бонус прашање кое ќе одреди. Се ќе одреди. Последно прашање. Најопасно прашање за 1000... Да, уште едно. За 1925 поени, кои што ги бриша сите претходни поени. И само овие важат. Да, оде треба мрсен драмрол. Вака вика. Дали ќе имаме одличен настап на јуниорската Евровизија? Да? А точниот одговор е... Не знаеме, ќе дознаеме на 19 декември! Ова беше трик прашање, очигледно. Валјда. Уште еднаш. Се надеваме. Нормално дека има. Ова е изморувало. Да. А кој е победник? Не ни кажа. Сите заедно. Така, што? да. Така пишува и во сценарио. Тринаесет сезони еден на еден, многу гости, многу приказни. А кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде. Одлична храна, луксузни соби и Sky бар со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука, гостинот се чувствува како газда. Проверете сами.
Хотел Панорамика. Продолжуваме понатаму за песната. Значи за Ајде. Green Forces, која ќе се спомне екологија, нели зелено, климатски промени, така натаму и така натаму. Многу млади дечки на ваша возраст мислам дека не знам дали баш ја сваќаат сериозноста на пораката. Тоа да. Нели некако можеби им е малку подосадно или нешто слично. Види, на нас не беше досадно, сега не Добро. го знаевме. Не навлегавме злаво околу неа. Да. Нели? Да. Ама мислам- сега во моментот па и доста знаете, бар така ми кажа. Така, Да. кој сметате дека е така најсериозен проблем со кој што треба меѓу првите да се соочиме? Еве не мора еден да е, неколку најсериозни проблеми. Што треба како човештво прво да направиме? Како индивидуалци ние имаме многу начини на кои можеме да помогнеме. Да. Може да рециклираме. Така, да селектираме. Наместо што ти користиш пластично шише, Така. може да си земеш некој добар термос, на пример. Reusable што го вика. да се Така, го користи. друга работа можеме да не оставаме светло запалено без потреба. Да, Тоа бидејќи Така. како што ние го ставаме. Например, Например, може секогаш Може пример. откако ќе излезете во секоја соба да ги згасите светлата. Така. Откако ќе го наполните телефонот да го извадите од штекерот, за да не Тоа трчи многу луѓе го струја. прават. Цело Да. време им стои адаптерот вклучен, нели? Да. Знаеш кои се најголеми, мислам, што највеќе загадува? Не знам. Домаќинствата. Самите ние, значи. Да. Да. Самите ние нашата употреба на тие. Да. Ама вие како тема, оваа работа ја имавте уште пред Евровизијава. Да. Да. Нели? Тоа беше на Буамара. Добивте награда на Буамара и како ви тегна да продолжите со темава, знаеш, да продолжите и да пеете и да ги има во... Според тоа, дознаме дека луѓето повеќе сакаат, возрастните. Значи за реакции, Да. ви значеа реакции и си рековте ова е добра тема што може да се продолжи, а? Да, и плюс ние дискутиравме различни теми, бидејќи мислам не е само таа единствена песна, имаме Така е. други. И на пример за другарството, за љубов, за А имаше Се воопшто дискутиравме. мовет со што да се оди на Евровизија? Знаеш, ова што го кажуваш ти, дали да, Да, се да, пее да. за ова, за ова, за ова. Да, тоа, Знаеш што? тој разговор го имаме. Имаше, кога ги гледавме старите песни, имаше многу за љубов, за другарство и други теми. Од претходните И ние сакаме да бидеме што малце биле? поразлични и да им како пратиме некаква порака и одбравме за екологија и после ја разработивме нели Да. песната што беше на Буамара и така ја добивме идејата. Да, тогаш баш и сите зборуваа за тој настап. Да. Многу супер помина. Имате ли план сега, заминувате како му доаѓа На на кој 12, датум одите? Така? 12 декември. Океј, тоа е фактички денес кога ја гледаме емисијава, вие веќе Да. одите и со среќа патот. Е сега, таму кога ќе стигнете, бидејќи нели обично такво е протоколот на Евровизија, секој си ја представува земјата на разни начини, едно друго. Пример, имате план да пеете песни, можеби македонски, што не се ваши, нешто слично таква работа? Се е може. Да. Да, пример, Да. што би сакале да испеете, а може и да пробаме па на лице место тука, пример. Па- Што би можеле да испеете, нешто не ваше, нешто познато македонско? Чукниво дрво. Да, од Леписо. Чукниво дрво, да, Поздрав до чукниво дрво. Владко Стефански. А кој да речеме вие втора некоја песна, ајде да не е баш сега забавно, има ли нешто така, сега не народно можеби баш, ама што би сакале некое... Па шеќерно? Бело Баш лице добро. љубам јас. Бело ли- Доста певлива песна. Како се вика, бе? Љубов е Шеќерно така. или бело лице Бело лице љубам јас? љубам Бело јас. лице Да. љубам јас. И не сум Е, чекај, научар. ајде вака, ако речеме на пример, чукниво дрво и бело лице љубам јас. Да. Не мора цели песни. Можеме сега да ги пробаме, Се за ќе ги тебе, најдеме, чекај да видиме, би ги нашле? Ај пробај да видиме како ќе му дојде. Чукниво дрво? Ај прво чукниво дрво. Тоа е, добро. Откаде? Добро. А бело лице љубам јас, како ќе му дојде? Ритмот тука треба да е. Тоа е малце по така. Добро. Добро, колку. Дали вие сте спремни? Спремни. Да, па ајде, let's go. Ајде да пробаме. На Бога камења не сме фрлале од други повеќе
веселе. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни, стихови, цели фермани, ноги неспани, солзи солени. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Чукливо дрво, вистина е, надворе пролет, живи сме. Чукливо дрво, чукни, чукни, чукни 3 пати, заедно да сме јас и ти. Бело лице љубам јас, бело лице љубам јас. И да љубам и да гледам, фајде нема, душо моја. И да љубам и да гледам, фајде нема, душо моја. Шекерна, шекерна, ти калеша неверна. Шекерна, шекерна, ти калеша неверна. Многу добро отпеано. Ќе си се гледате, па ќе видите. Да. Да, не знам од кај вас како, од ваму кај што ве гледавме, ние супер беше. Вака, одите онлайн се уште веројатно на училиште, така, нели тие такви работи, окей, Доста окей. ни помага. Пред да тргнете, спортистиве обично кога имаат важен надпревар, нели, ги затвараат во карантин. Вие се имате исто така важен надпревар на Евровизија, така да имавте ли посебни протоколи периодов, не знам како живеете овој период? Да. Доста се чуваме. Така, Да, добро, да. окей. Не сме да имаме контакт со други луѓе. Не сме да викаме. Не сме да викаме многу, фокусирани сме. Ова е вака често тебе што Не правиме, сме- будеме жив човек. Газирани сокови. Да, Не сме, Па така не е. сме, не па не сме. сме. Чај може да си пиеш. Чај Има може сме. да си пиеш Да. апсолутно, добро. Исто така одиме онлайн на сите курсови, часови, на училиште не одиме во живо, одиме онлайн. Не смееме да излегуваме. Да, освен на Само на првотажната. тераса. Нели? Да. Добро, така си е протоколот, бидејќи морате да бидете фит и нели да се представите во најдобро можно светло. Правите ли некакви вежби за издржливост, знаеш, тоа исцрпува? Да, идеме на Да, работите кондициони на така тренинзи. работи? Да, Што представуваат тие вежби, како? Па, трчаме. Да? Да. Добро. Да, мислам, обично, мислам, не се затвараме, например, на трака да трчаме, одиме надвор, на прошетки, така, мислам, на кондиција да работиме и да земеме кислород. Не се затварате, затворено други луѓе има и не ве пуштаат. Да. Добро, окей. И вака како се чувствувате? Многу Подготвени? фит. Фит, нели? Како никогаш до сега. Да. Добро, значи се е како што треба, фала Богу, нели? Добро да работиме сега да се. Одлично. Джере, ја нешто те прашам. Абе, се стојат овде чевија, може се напиеме? Како не, еве за секој. Ај, Сакате и да наздравиме? Ајде.
Ајде за Green Forces ќе кажем, знаеш? Значи, значи вака ќе направиме. Да се поминете убаво, да не представите во најубаво светло и да си исполните многу спомени што ќе ви останат цел живот. Cheers! Cheers! И Green Forces! И уште еднаш сите заедно. Green Forces! Одлично чајче. Многу среќа, мислам дека тука можеме да ги испратиме дечките. Дај да ве поздравам, да ви посакам се неба. Зимски денови, дами и господа, уживате со чаевите на Good Nature, нека ве држат топли, а секако наздравувате со златен даб. Ние сме овде подготвени. Овде да ги оставам за Ѓоко. Ке си ги земеш, така, се разбира. Супер, добро си поминавме, нели? Убаво беше. Да? Палци нагоре? Сите давате? Еден палец? Добро, готово, прифатено. 6 палци нагоре, тоа е одличен знак и добра оценка. Кога сме веќе кај оценките, за да бидете и вие со 6 палци нагоре, треба да селектирате отпад и треба да селектирате хартија со хартија, пластика со пластика, стакло со стакло и кога фрлате да пазите каде фрлате, користете ги нели контейнерите за хартија, за пластика, за стакло, бидете совесни, бидете добри граѓани. И во тој дух на бидување совесен и добар граѓанин, ние ќе завршиме со евровизискиот спот, односно песната Green Forces, сега ќе ја чуеме цела. И ќе видиме со што тоа ќе се представиме на јуниорскиот Евросонг во Париз, така да одиме. Дечките, оддајте музика и спотот за Green Forces. Кувам си фите, шкодишам црне с него, што се случува?